Традиционално, пред крајот на годината, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска ги награди најдобрите пожарникар, полицаец и крводарител за 2018 година. Тој нагласи дека оваа награда, освен за лична мотивација, ќе послужи и како добар пример за околината во која се живее и се работи. Град Скопје дополнително ги мотивира оние кои што најмногу допринеле за промоција на хуманитарноста со своите дела. Во таа насока, градот Скопје доделува награди за најдобар полициски службеник, најдобар пожарникар и крводарител. Лично сметам дека овие награди ќе бидат и мотивација и можат да послужат како добар пример во средината во која што се живее, во средината во која што се работи. Најдобар пожарникар е Елвис Далипи, кој веќе 10 години е дел од противпожарната бригада на автокоманда и има учествувано во повеќе од 50 интервенции, а посебно го издвои неодамнишниот пожар во Дебар Мало, во кој заедно со неговиот колега се здобиле со телесни повреди. Имам интервенции преку 50 пожари интервенирано. Од тие интервенции голем дел имам и интервенирано во интервенции во сообраќајки, излекување на лица и технички интервенции. Имаше и опасни ситуации, кај што исто бев и малце повреден со уште еден колега од наша бригада, пожарот што беше во Дебар Мало. Полицискиот службеник Бранимир Китаревиќ, вработен во Оделението за безбедност при патен сообраќај во секторот за внатрешни работи Скопје, го доби признанието за најдобар полицаец. Имавме многу тешка година, со многу задачи и предизвици на кои одговоривме успешно. Оваа награда ја посветам на целокупниот состав на единицата. Не е само моја награда, него е и нивна. Без нивна помош секако не би била оваа награда овде. Тони Ставревски е крводарител кој дарувал крв за повредените во авионската несреќа на Палер, Македонија, како и за повредените во војната во соседна Србија. Тој има дарувано крв 102 пати, а дарува крв и на повик доколку е потребно. Неговата крвна група е АБ позитив. Ќе ми остане во сеќавање падот на Палер, Македонија. Тогаш имаше повик за масовно давање на крв и тогаш учествува во давањето на крв, во кој чекавме добри 4-5 сата, пошто имаше многу скопјани кои сакаа да помогнат во тој случај. И од тогаш навака се собра 102 пати, а возраста ми е 49 години, значи немам уште ни 50 години. За време конфликтот во Србија, тоа е во Врање, сум давал на повик за колеги, исто крводарители, за блиски нивни семејства, членови од нивните семејства, па еднаш кога се случи и за татко ми.